Дојдовме денеска до Центарен регистар, доке директорката се да информираме и да не информира во врска со донесувањето на решението за промена на председател во Националната спортска федерација на глуви наглуви на Република Северна Македонија, бидејќи е направен некој си превид, дали е намерен или ненамерен, тоа ќе го кажа комисијата, второстепената комисија, а мислиме дека е намерен направен превид, бидејќи на пред известно време со делегати во Спортската федерација од 2009 година се донесени некои си записници, одлуки, заверени на нотар некои документи кои што кажува дека делегатите од 2009 година имаа право да го смена председателот, сегашниот председател, а нивната функција му е од 2009 до 2013. Сега има нови делегати кои што се од 2018 до 2022. Од тие делегати кои што се, нема ни еден доставено подпис за промена на председателот. Ова се случува пред новогодишниве празници, а ние претходно имавме сознание дека ќе се случи таква работа и доставивме едно известување до Центарен регистар дека имаме сознание дека ќе се организира, дека ќе се формира некој си тело, ајде да го наречиме, некои си делегати кои што нема право ни да доставува до Центарен регистар, нема ни право ни да променува председатели. И па денеска бевме и доке директорката кој што и директорката вели дека не била запознаета, сега кој дали е вистина или не е вистина не знаеме, а ние и укажуваме дека пред да се случи ова доставивме известување дека нема право тие и тие делегати да го променат сегашниот председател, но са во 2 сато 2:15 документ се одлучува за 40 минути, другиот ден веќе во 9 сато веќе излезен на интернет. Ние кој ќе доставиме документи се чека 30 дена, па не знам шо и не знам како. Ова не е ферски, значи некој овде намерно прави. Намерно, значи, доставуваш документ, уште ден се повторувам уште еднаш, доставуваш документ дека не е легално, а излегува дека е легално. Претходно беа одржани редовни избори во 2018 година, све поминаа со членови, со делегати, со избори поминаа. Сега наедна со некоја група на иницијатори кои што не се легални, значи добија решение за многу кратко време. Не сум ни информиран ни писмено, ни усмено. Не знаеме дали е корумпирано нешто, дали не е. Значи, како во, не знам, како да кажам, како во Африка ми е, безредие е многу. Пред една година истава ситуација беше во Сојузот на глуви, сега во Спортската федерација скрос на ист начин. Значи, има многу дискриминација и на нас дискриминирани луѓе што сме ние глувите лица. Треба да се оди според законот, нели све. Јас сум поранешен председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви лица на Република Северна Македонија. Сум Васко Марков. Во 2018 година, значи без редовни избори легални, се одржа со стари делегати се повикани, си направија некое ворено собрание, не сум информиран никако. Моментални председател кој што е Томица Стојановски и Лиза Велковска, негова ќерка е таа. Значи он 30 години не е во држава, во Италија работи, наеднаш доаѓа тука, именуваат све истото, оваа година од 2019 крајот се случува во Спортската федерација, значи скроз истиот принцип. Значи тука се поделуваме ние глувите како лица, се исто и Министерството за труд и социјална политика, бевме многу пати, пишувавме до Мила Царовска, министерката, дека имаме голем проблем со глувите, никој не ни гледа, не ни помага. Со здруженијата Тишина, Карпаш, мислам, околу 50 членови се на улица оставени, ние исклучени сме од Сојузот и тешка е ситуацијата. Значи има и вработени лица таму кои што не земат плата цела година. И тешка е многу ситуацијата во кај нас дискриминирани глуви лица. Министерството не помага, тука се примаат секакви документи, се и се што. Нема кој да ни помогне, малце сме на улица. Пријавено во Американска амбасада, во ЕУ инфоцентар, во влада. Значи, не ми се верува како може да дојде до тие работи. Значи, не е во ред, благодарам.